Книжевноста за деца е намената за најмалите и најмилите читатели. Корисна е во нивното воспитување. Детски свет со теми од секојдневниот живот на децата, помагајќи им преку приказите за да ја поучат животната мудрост. Главни ликови од приказите кои пременуваат во нивни идоли. Но денес, ставовите на авторите за квалитетот и подемите во оваа литература се со поделено мислење. Колку е застапена детската литература кај нас? Дали бројот на автори е задоволителен? Изјавува Трајче Кацаров. Поред мене во образованието треба да има главна цел и насочник да биде кон она што представува не само едукативен момент во литературата, но и естетски. Од тие причини кај нас најважна работа е не само продуцирањето на истата, а Министерството за култура тука се наоѓа секојаш во преден план, бидејќи ние пазарната вредност на нашата книга, па и литературата за деца е многу мала, дури е и никаква, а тука Министерството за култура преку своји програми и своји планови треба да ја продуцира, всушност да го мотивира авторот, да не го става во позиција во слободно време да пишува литература за деца, или самата по себе да ја става како нешто кое што е несериозен потфат или несериозен праксис во однос на книжевноста. За секој писател, пишувањето на оваа литература е голем предизвик. Децата се тие кои со нивните впечатоци можат нивните генерации да им го принесат мислењето на книгата. И кој е впечатокот од прочитаното дело? Па која е карактеристиката која треба да ја поседува детската литература за да го привлече вниманието кај децата? Во литературата за деца не можеш да кажеш дека од авторот творбата излезена од авторот е и завршена. Значи и истата таа понатаму оде кај оние кои што треба за неа да зборуват, кои што треба да ги потенцират нејзините вредности, таа квинтисација кои што треба да ја потврдат и консументот крајен децата кои што, нели учениците, кои што требат во истото тоа дело и да ја извлечат пораката сама по себе што го носи тоа и неговата естетски вредност. И кога ги носат тие два елемента со себе, не постои момент во кој што тие ќе можат да го тоа стават пострана од својата меморија и во време кога ќе поминат доста години од првата консумација. Секоја литературно дело е своја приказна, кој е испратен до адресарот. Кога зборуваме за адресарот во детската литература, збориме за децата, а пораката која испраќаат не само писателите, туку и оние кои ја издаваат. Литературата за деца е етерот во воздухот. Литературата за деца е бит. Литературата за деца е суштината во нашето образование, пред се ќе кажам, бидејќи се согласен сум со заклучоците што се донесени на последното, како се вика, дебата која што ја организираше Украина, а во која што учествуваа повеќе земји, поготово некаде десетини повеќе земји од Европската унија. Имаше и представник од Македонија и Бугарија. Литературата за деца не се писатели, оние кои што сметаат дека со ефтини рими можат да направат песничка која децата можат лесно да ја научат. Треба да се направи песна, која што не може лесно да се научи, а долго ќе се памети, изјавува Кацаров.